Во поликлиниката во Ѓорче Петров денес беше отворен пункт на итна медицинска помош. Наместо како досега овој реон да се покрива од Букурешт, доближена е здравствената услуга до жителите на општината. Пунктот е наменен за целиот регион на општината, како за околните, така и за руралните средини. На овој начин ќе се намали и времето и средствата кои граѓаните досега ги трошеа. Итната медицинска помош ќе работи во 3 смени и ќе нуди 24 часовна грижа за пациентите. Здравствениот дом во Скопје се повеќе се развива и се повеќе представува така наречен чувар на портите на секундарното и терциерното здравство. Ова сериозно помага на системот, не само што ја доближува услугата до граѓаните и оневозможува и уствари превенира граѓаните да одат на повисоко ниво, да губат дополнително време, средства и така натаму. Но исто така заштитува и средства на целиот здравствен систем. Дополнително планираме во здравствено Скопје да почнеме една нова процедура, а тоа е ЕМГ. Веќе набавките за овие апарати, за овој апарат се при крај и очекуваме во текот на месец ноември, во средината или втората половина на месец ноември да се започне со давањето и на оваа услуга во здравствено Скопје. И тоа токму во оваа поликлиника, имајќи предвид дека неврологот кој што е примен, и тоа е еден од овие 5 кабинети за кои што говорев, со кој што е зголемена опсегот на услугите на поликлиниката Ѓорче Петров, беше веќе на едукација за ЕМГ во Словенија, на двомесечна едукација и комплетно подготвен да одговори на оваа нова задача или на овој нов проект на здравствениот дом во Скопје. Следна Дури 90% од пациентите кои се дојдени во здравствениот дом Скопје се упатени од матичните лекари, се згрижено комплетно и завршени се сите медицински процедури. Доближувањето на здравствените услуги до граѓаните спрема местото на живење е еден од приоритетите на здравствениот дом Скопје. Изминатите 3 години сериозно работиме во зајакнување на капацитетите на дисталните поликлиники, тоа е Ѓорче Петров, Драчево, Ченто, каде што ги растаретуваме централните. Меѓутоа, како што напомена министерот, со зајакнување на постоечки, отварање на нови кабинети и глобално, воведување на нови дијагностички процедури и третмани кои што ни се овозможени преку обуките од Министерството за здравство за специјалистите, бидејќи за да еден кабинет профункционира, потребни се простор, опрема и кадар. Бенефитот од пунктовите како за пациентите, така и за севкупниот здравствен систем, бидејќи се прави заштеда во терциерно ниво.